Збор има пратеникот Ѓоко Камчев. Ви благодарам, почитуван председавач, почитувана заменик министер за финансии и почитувани колеги пратеници. Навистина, како што слушнав од дискусијата, вие самите споменавте дека во тек е снимање на терен, односно изготвување на проектна задача. Значи, вистинско време е во овој момент од буџетот да се издвојат овие 10 милиони денари, кои што се, мислам дека повеќе од доволни да се изработи физибилити студија и проектна документација, и реален е периодот во вистинско време, вие како пратеници и членови на комисијата од мнозинството да го поддржите овој проект, за да конечно граѓаните на Република Македонија, посебно дојранчани, нешто да видат ајри и од вашите влади. Досега, во изминатите 29 години Република Македонија, СДСМ, ама баш буквално ништо нема направено за ова значајно туристичко место, како за нашиот југоисточен регион, така и за Република Македонија. Мислам дека немате право да говорите за тоа што се има направено во ваше време, а што во време на ВМРО ДПМН. На една страна, која зборуваме за вас, празнина, нема ништо, односно и она што го имало, оставено на забот на времето да се руинира, а во време на ВМРО ДПМН се реализирани проекти со кои што буквално е спасено Дојранското езеро, односно Дојран како туристичка населба да биде и во овие години да биде значајно туристичко место во Македонија. Ако не беше ВМРО ДПМН, немаше да има Дојран. Тој и на граѓаните и на сите им е јасно. Еве ви шанса, вистинска шанса да се придружите кон овој амандман предложен од колегата Цуклев, да се забрзаат работите, и едно од ветувањата кои што го имавте и во вашата предизборна програма за така наречениот план за живот, и во предизборната програма на кандидатот, а сега градоначалник на Дојран, да реално нешто и вие и во ваше време се направи. Барем почнете го, затоа што немате многу време, во месеци е веќе тајмингот до ваше паѓање од власт. Барем во ваше време да имате после тоа да кажете: еве, ние обезбедивме средства да се изработи техничка документација. Ако ништо друго. А улицата што ја споменавте, колешке Лазарова, тоа и сите дојранчани. Дојран е мало место. Онаа улица која што ја споменавте, не ќе се надоврзам, бидејќи таа улица имав намера да ја спомнам. Да задржиме на содржината на амандманот. Амандманот е за обиколница. Таа улица е обезбедена со средства, средствата се обезбедени во времето на претходниот градоначалник. Факт е дека ако не беа проектите на ВМРО ДПМН, вие не ке можевте една лента да пресечете во државата. Тоа го повторувам. Една лента немаше да пресечете. Немате ништо, буквално. Вие немате храброст да поддржите еден амандман со кој што ќе се отпочне постапка да се слушаме внимание и проектна документација за обиколница која што е долга 12 километри, кој што на вистински начин ќе му помогне на Дојран да заживее како туристичко место, а не оние тешки камиони кои што секојдневно поминуваат и во туристичката сезона на сред Дојран. Стоите си на зборот, барем за еден проект за Дојран. Затоа што досега ништо немате направено, еве ви шанса, ќе повторам, поддржете го овој амандман, барем да се отпочне со каква таква реализација на проект кој што во голема мера ќе му помогне на Дојран да се развие на туристичката мапа во целиот поширок регион и едноставно да оставите било каков белег, бидејќи досега вашите влади, вашите досегашни градоначалници за Дојран немаат буквално ништо направено. Еве ви шанса, пак ќе повторам, колеги пратеници,
од мнозинството, поддржете го овој амандман. Знам дека најмалку ние што сме блиско, ама и останатите, најмалку 10-15 пати во годината одат во Дојран и имаат проблеми со улицата која што поминува, односно мислам дека и на ниво на регионален пат имаат проблем каде да се паркираат и едноставно секогаш, дури и во денови од викендот, тоа представува реален проблем, бидејќи и тогаш Дојран, не само во летната туристичка сезона, Дојран се посетува и за време на викендите, низ текот на целата година. Ви благодарам.